Веќе е повеќе од јасно дека неуспешниот Никола ќе влезе во историјата како најнеуспешниот премиер на Република Македонија. За време на неговиот мандат се случија најтешките удари врз македонското стопанство, а последиците ќе се чувствуваат долг период по неговото конечно заминување. Неуспешниот Никола го зголеми севкупното даночно оптеретување кон приватниот сектор за неверојатни 4 милиарди евра во последните 5 години. Сите граѓани на Република Македонија преку разни даноци како ДДВ, царински акцизи, данок на добивка, даноци и придонеси на личните примања севкупно ќе платат 4 милиарди евра повеќе кон државата за периодот од 2007 до 2011 година. Споредено со вкупните даноци кои ги плаќате кон државата во 2006 година, крајниот резултат на даночната политика на Никола е моќен буџет, а посиромашен народ, посиромашни граѓани. Каде отидоа 4 милиарди евра, Никола? Неуспешниот Никола ветуваше дека од Македонија ќе направи инвестиционен рај за странски инвестиции. Ветуваше странски инвестиции од 8 милиарди евра. Денес Македонија е на дното на привлекувањето на странските директни инвестиции. Неуспешниот Никола издаде евроврзници од 200 милиони евра со рекордна каматна стапка од 10%. Тој троши, а граѓаните ќе плаќаат. Неуспешниот Никола ја задржи стапката на невработеност на 32%, а спрема критериумите и проценките на Светската банка, 1/3 од семејствата во нашата држава живеат во сиромаштија. Неуспешниот Никола го дуплираше вкупниот надворешен девизен долг, кој денес изнесува 4,6 милиарди евра. По ваквите резултати, Никола Груевски би требало да поднесе оставка од пред една година, но наместо тоа, неуспешниот Никола бара безсрамно трет мандат. Избираме слобода. Заокружете го бројот 18, обединети за Македонија.